патот кон уставни промени е трасиран. Кога уставните промени ќе влезат во собранието, тогаш владата ќе има јасна слика дека обезбедено е потребното мнозинство. Како тече процесот на уставни промени, така во најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН се случуваат реформи. Власта очекува и се надева дека најголемиот дел од пратениците од опозицијската партија ќе ги поддржат уставните измени. За политичката битка која се случува помеѓу власта и опозицијата во однос на уставните промени и договорот од Преспа, разговарам со Дане Талевски, советник на премиерот Зоран Заев, и Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. За пребирањата во ВМРО ДПМН е за византиската игра на двојецот Мицковски-Николовски. За оставките и разрешувањата во најголемата опозицијска партија ќе разговарам токму со еден од подпредседателите на ВМРО ДПМН, Александар Николовски. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Благодарам на поканата, секогаш е задоволство. Николовски, ставивте крај на разрешувањата во партијата или ќе продолжи оваа чистка во најголемата опозицијска партија? Па, одлуките на Централниот комитет се јасни и можеме да кажем дека тука завршуваме. Кажавме после Централниот комитет, имавме еден интензивен процес на преиспитување, на разговор со членовите на Централниот комитет. ВМРО ДПМН го има изградено еден силен механизам на внатрешно преиспитување и прочистување, кој што го активира секогаш кога е тоа потребно за партијата, за разлика од останатите политички партии во Македонија. Препознавме грешки во претходното работење и кадровски, и концепцијски, и политички, и со ова сметаме дека се надминати нешто што, например, СДСМ никогаш не го направило, да се огради од Бранко Црвенковски или од Љубомир Фрчковски или од еден куп транзицијски политичари и олигарси кои што после тоа станаа од политичари. Господин Николовски, зошто се откажавте од еден од најуспешните градоначалници ваши, Јанчев, и зошто не застанавте во негова одбрана, кој деновиве јавно соопшти дека има сериозни закани и кон него лично и кон целото семејство, иако за ова дури е запознан и вашиот лидер Мицковски? Заканите се за секоја осуда и јас ги повикувам надлежните органи пред се Министерството за внатрешни работи брзо да действува, да ги испита и да ги најде виновниците. Не се прв пат кон господинот Јанчев, да подсетам, имаше непријатности уште од периодот кога беше кандидат за градоначалник, тоа што структури на полицијата и на СДСМ до денес, и треба полицијата да ги открие, да ги изведе пред лицето на правдата, затоа што е недозволиво, без разлика човек на која позиција да се случуваат такви работи. Така што ја има мојата целосна поддршка, има поддршката од партијата и повикуваме органите што побрзо да ги најдат оние кои што го прават тоа. Ги тргате сите од партијата кои не се на иста линија со вас и со лидерот Мицковски? Па не би рекол дека е така. Ние имавме јасни индиции на Централниот комитет зашто одредени работи се случи, имавме јасни индиции што се случувало и сметам, прво не би ги ставил сите одлуки на Централниот комитет во исти кош, без разлика што беа донесени на иста седница, се работи за засебни и за различни случаи, така што не би сакал да ги ставам сите луѓе во исти кош. Постоја различни причини за различните одлуки кои што беа и различни точки на седницата на Централниот комитет. Одлуките се јасни, ние стоиме позади нив и одиме напред. Велите, бевте 11 години на власт, говорам ВМРО ДПМН беше 11 години на власт. Бевте и дел од ВМРО и тој период. Дури по 11 години ви текна дека претходното раководство работело незаконски. Не чувствувате и вие лична некаква одговорност или се обидувате да се амнестирате од одговорност? Видете, процесите во секоја политичка партија секоја се случуваат кога партијата е во опозиција. И тоа е закономерност во секоја политичка партија, затоа што во опозиција не се оди без причина и тогаш има процес на преиспитување. Се додека политичката партија победува на избори, служи на целта заради која што е основана. Кога оди во опозиција мора да се преиспита за да може да победи на следните избори. Ние тоа преиспитување го направивме, како што споменав, споредувајќи се со останатите големи политички партии, ако сакат и од албанскиот блок, ниједна од нив немала доблест да направи вакви реформи. ВМРО ДПМН два пати ги прави. Ги правеше и во претходниот период на опозиција од 2002 до 2006, ги прави и сега во овој период на опозиција 2016, 17, 18. Господин Николовски,
Дали се уште мислите дека Сашо Мијалков е криминалец и дека е во спрега со премиерот Заев? Тоа морам да нагласам, имаше различни коментари во јавноста. Не е сето тоа што го кажав после седницата на Централниот комитет, не е лично мислење мое или на било кој друг, се одлуки на Централниот комитет на партијата. Така што, сето на што беше кажано по седницата на Централниот комитет беа одлуки на Централниот комитет за кои што јас бев само овластен да ги пренесам пред јавност. Тоа значи дека раководството, актуелното раководство на ВМРО ДПМН смета дека Сашо Мијалков е криминалец. Тоа значи дека Централниот комитет ги донесе одлуките кои што јас ги соопштив. Барате амнестија. Зошто барате амнестија ако сте убедени во дека осумничените се невини? Затоа што ова е целосно политички случај. Ако до гласањето на уставните измени, односно на почетокот на процес за уставни измени, постоеше сомнеж дали може би има и дел кој што е правен и чисто правен во целата работа, по гласањето за уставни измени таков сомнеж нема. Еве неколку логични прашања. Прво, зошто 5 пратеници, односно 6 на почеток, беа уапсени без одземање на нивниот пратенички имунитет, а после тоа беа ставени во притвор. Понатака, зошто беа пуштени од притвор во домашен притвор и кога луѓето со гаранции на својот имот побараа да излезат и од домашен притвор, што јас лично мислам дека требаше да се случи многу порано и мораше луѓето да излезат многу порано од домашен притвор затоа што незаслужено беа таму, беа одбивани. Што тоа се смени во судот? Да истите гаранции кои што пратениците ги даваја месеци наназад не важат пред 2, пред 3 и пред 4 месеци, а важат на ден пред гласањето за уставни измени и на денот на гласање на уставни измени. Тоа покажува дека е трговија со правото и правдината и дека е чиста политика. И кога имате вие чист политички случај, единствен начин на кој што може да се реши чист политички случај е со политичко решение, а тоа е закон за амнестија. Ќе застанете и во одбрана на екс-премиерот Никола Груевски, кој на 8 ноември треба да се појави во затвор? Па мислам дека ова што му се случува на Груевски по однос на овој предмет е безобразно. Прекршени се сите правила кои што можат да се прекршат. Човекот одговара за тоа што се возел во службено блиндирано возило. Прочитајте го, еве, обвинението, го има веќе јавно достапно, ќе видите зашто одговара. Значи нема таму ни криминал, нема ни корупција, се работи за остварување на нематеријална корист на начин што се возел во блиндирано патничко возило, што е глупост пар екселанс. И ако за сите други, например, важат едни поспори рокови во процесите се одвиваат во еден нормален период, кај него како што гледате е на брза трака, што само покажува дека политички се водат процесите и еве стручната јавност да се произнесе, ја повикувам, дали овој предмет не е застарен и апсолутно и релативно. Сте против уставни промени, не застанавте во однос на договорот од Преспа. Велите можевме да имаме подобар договор во однос на спорот со името. Кое би било подоброто решение? Па сега е веќе само минато време. Не мислам дека веќе можеме да имаме подобар договор, затоа што со тоа што процесот почна, тоа е еднонасочна улица и нема враќање назад. За жал, Димитров и Заев се откажаа од можноста оваа држава да оствари подобар договор со Грција, форсирајќи го овој договор, кој што е најлошиот договор Македонија кој што било кога го добила и за жал ќе мора да живееме со последиците на истиот. Инаку подобар договор беше возможен, минимум во 3 сегменти, односно 4. Прво е да не се изгубат сите придобивки кои што беа стекнати претходно, пред се по однос на времената спогодба, признавањето од повеќе од 130 земји под нашето уставно име Република Македонија и најбитното за мене пресудата од Меѓународниот суд на правдата од Хаг, со кој што се каже дека Грција не смее да ја блокира интеграцијата на Македонија понатака. Без разлика што Грција не ја почитуваше, тоа е една правна пресуда која што стои и која што како таква покажува кој е во право спорот. Тоа е првата работа која што можеше да се измени. Втората работа е по однос на промената на уставот. Апсолутно сметам дека е возможен договор со Грција без промена на уставот. Третото е по однос на дискриминаторскиот член 7, каде што македонскиот јазик и македонскиот народ се дефинирани како вештачки затоа што се ограничени само на територијата на денешна Република Македонија, што значи ние ќе сме единствен народ во светот каде што нема ни еден припадник на тој народ надвор од тие границите, нити еден човек надвор од тие граници кој што го говори јазикот. Значи нема после имплементацијата на овој договор да има нити македонци, нити македонски јазик надвор од овие граници, иако владата сакаше да го продава овој член како голем успех, сосем обратно е. И финално членот 8,
кој што е модус на Грција за вечно блокирање на процесот на европски интеграции. Образложението на владата беше дека една од причините зашто подпишувате членство во Европска унија, времето ќе покаже какви ние се блокади ќе имаме во преговорите со Европската унија токму заради членот 8. За жал, ќе мора да живееме со ова и една од основните причини зошто во референдумот владата или бегаше од дебат или кога ќе дојдеше на дебат изборуваше за се освен за договорот, е што се свесни дека подпише апсолутно штетен договор. По писмото на Мијалков адресирано до вашиот лидер Мицковски, во опозицијската партија владее молк. Што ќе му одговорите на Мијалков? Па јас не би коментирал. Човекот веќе не е член на нашата политичка партија, така што мислам дека тука треба да заврши сето внимание. Во однос на уставните измени, ви се ситни пратеничката група. Сега имате 39, ако од 51, сигурни ли сте дека тие 40 пратеници кои сега се дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да гласа за уставните измени? Видете, ставот на ВМРО ДПМН е јасен и конзистентен. Тоа е разликата помеѓу оваа трета генерација на политичари и претходните две генерации во партијата. Кога и претходно за одредени работи не се согласувале, па на крај ги правеле, ние нема да го направиме тоа. Колку од пратениците ќе го почитуваат ставот на партијата е на крај нивна лична одлука, се знаат на крајот на денот и ставовите, но и последиците за се извинувам одредени ставови, така што ставот на партијата останува јасен, а во однос на бројот на пратеници во опозиција секој пратеник е битен, но во исто време не треба да заборавиме дека сме опозиција. Ние минатиот пат кога бевме опозиција останавме со 6 пратеници па победивме на изборите. Видите, се знаат последиците за оние кои ќе нема да останат на партискиот став. Дали со евентуалното гласање на некој од пратениците во ВМРО ДПМН за уставни измени де факто ќе значи исклучување од партијата? Да, ставот останува исти. Чувствувате одговорност дека ви се одлева партиското членство? Ви замина оставки следува од Унијата на жени, председателот на млади ви поднесе оставка и уште неколку оставки. Па партиско членство не се функционерите на партијата, напротив, еден обратен процес се случува во овие 10-11 дена, а тоа е дека многу луѓе кои што беа пасифизирани во работењето на партијата заради дел од луѓето кои што да бидам поконкретен заради оние кои што беа исклучени од партијата, сега веќе се враќаат во партијата со една нова енергија, добиваме и многу неопределени гласачи, пред се во урбаните средини во Скопје, кои што беа незадоволни од одредени активности и действија кои што ги имаат дел поранешни функционери на ВМРО ДПМН, пред се овие кои што се исклучени. По однос на оставките на Унијата на жени и Унијата на млади сили, јас ги почитувам, но за жал се диригирани од исти центар и тоа е лошо за нив затоа што јас имам високо почитување и за поранешната председателка на Унијата на жени и за поранешниот председател на Унијата на млади сили, но дозволија да бидат манипулирани. Контрадикторни сте вашите позиции, говорам на партијата. Од една страна велите дека сте прозападно ориентирани, од друга страна испративте едно остро писмо до Стейт департментот, говорам до господинот Мичел. Од друга страна, како да им намигнувате кон Русија. Русија ви е алтернативата. Не отварате широк фронт кон западните земји. Не се слагам, тоа е пропаганда која што сака да ја води СДСМ. Мислам дека е дегутантно да се убедуваме кој за што е и како е. Зоран Заев мислам дека прв пат во авион за Брисел се качи кога стана председател на СДСМ. Јас пола живот сум го поминал по европските метрополи. Да не зборувам за председател на партијата Мицковски, кој што има и предавано на универзитети во Западна Европа и има докторирано таму. Така што дегутантно ја се зборува за тие прашања. Наисточно кај што сме биле Софија вака географски ако гледаме и не поминува таа пропаганда е смешна. Дополнително ВМРО ДПМН тоа на дела го покажа, да ве потсетам дека ние веднаш ја поддржавме активноста за отстранување на руски дипломат од Република Македонија после случајот на Скрипал во Велика Британија и да потсетам дека тогаш руската амбасада мене директно ме нападна во своја реакција и во овој момент сум единствен политичар во Република Македонија и од власта и од опозицијата кој што директно бил нападнат од руската амбасада, така што поголем демант од ова не знам што ја направиме. Дали побаравте средба, говорам, вашиот председател Мицковски побара ли средба со американскиот амбасадор Джес Бейли и е одбиена таа средба? Немам таква информација, ние имаме редовни контакти, јас можам да кажам за себе, имаше средби во изминативе денови,
така што тоа имаме една нормална комуникација, која што доликува на опозициона партија и представници на најголемата сила во светот. Ние ги почитуваме нивните ставови. Единственото место каде што условно кажано имаме разлика е во однос на промената на уставот со цел промената на уставното име, и тоа е принципиелна разлика. Во однос на реформите остануваме посветени. Еве последниот пример. Значи, на една страна, зашто зборувам со примери? На една страна имаме зборови од страна на СДСМ и овие кои што ми ја водат пропагандата, на друга страна имаме дела. Во вторникот во собранието се изгласаа 3 закони. Трите се двотретински со наша поддршка. Тоа е законот за кривична постапка, каде што се овозможува да почне работи отака како контрола на прислушувањето и на УБК, понатака законот за јавно обвинителство и законот за судови, каде што се воспоставува цивилна контрола над работењето на полицијата и Министерството за внатрешни работи. Трите се дел од агендата на реформи насочени и кон членство во ЕУ и кон членство во НАТО, и за трите ВМРО-ДПМН даде поддршка. Така што подобар доказ од ова, после неколку дена од гласањето за почеток на уставни измени, мислам дека нема. И на крајот, господин Николовски, зошто ја отфрлате идејата за помирување? Затоа што е наменска, затоа што Зоран Заев излезе со идејата за помирување кога му требаше трговија со пратеници. Зошто не излезе во март месец? Еве, например, јас лично во март месец во гостување кај еден ваш колега го повикав. Тогаш кажав дека јас можам да разберам да се скараат двајца комшии и да сакаат да се одмаздуваат цел живот. Можам дури и двајца браќа во едно семејство да разберам. Ама не можам да разберам да станете премиер, тоа е највисока позиција во државата, и да секој утро станувате и секоја вечер легнувате со помислата како да им се одмаздите на луѓето кои што не е во ред, но влегле во собранието протестирајќи против вашиот избор за претседател на собрание. Тоа покажува колку мал човек е Заев. Да беше тој голем човек, тој прв ќе им простеше на тие луѓе и прв ќе победадеше рака. Но тоа не го направи, напротив, ги притискаше судството и обвинителството неоправдано да ги држат по притвори, за да може да тргува со нив кога му е потребно. Ама тоа народот го гледа и ќе му се врати како бумеранг. Господин Николовски, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Господин Талевски, ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Моето прво прашање до вас е кој што добива или губи во концепцијскиот судир помеѓу помирувањето и амнестијата? Па вака, мислам дека тој процес кој е насушно неопходен, насушно потребен на државата и неопходен, бидејќи се наоѓаме на една критична точка во нашата историја, на раскрсница, каде што имаме можност позади нас да ја оставиме тешката политичка криза низ која што поминавме, да ја оставиме голем дел од проблемите кои не обтоваруваја главно проблемот со името, кој што 27 години како камен околу врат не влечеше надолу, и сите обединети заедно да ги реализираме стратешките цели на оваа држава, донесени и едногласно потврдени во парламентот уште од почетокот на 90-тите, а тоа се членство во НАТО и членство во Европската унија. Процесот на помирување треба да овозможи реализација на највисоките аспирации, на најважните интереси на луѓето во оваа држава, и тоа не само како факт за да влеземе во ЕУ во НАТО, туку тоа ја гарантира нашата иднина. И процесот на помирување е еден создавена политичка динамика, каде што секој може и треба да се вгради за да се обезбеди заедничка иднина за сите. И тоа е одговорност на сите политички актери кои мислат добро на државата и кои сакаат да видат Република Македонија како дел од западното евроатлантско семејство на народи. Дали власта ќе ги инкорпорира предлог амандманите кои ги понудија дел од опозицијските партии кои што гласа првично за уставните измени? Значи, тие две работи не се взаемно поврзани. Едната работа е процесот на помирување, кој во никој случај не значи амнестија, не задира во правните процедури и процеси, кои што се водат и се тековни, не значи навлегување во судските постапки и значи презумпција на правото на невиност, дека никој не е виновен се додека не се докажи спротивното. Но од друга страна е процесот на имплементација на договорот со Грција, креирањето и имплементирањето на уставните амандмани, и тука гледаме дека поделбата не е помеѓу власт и опозицијата, туку има поделба внатре во самата опозиција.
Од една страна имате едно антизападно, антидемократско и анти-ЕУ и НАТО раководство на ВМРО ДПМН и имате структури и пратеници од ВМРО ДПМН кои силно ја поддржуваат идејата да се имплементира договорот со Грција, бидејќи ова е клучен момент и исчекор што треба да се направи за Република Македонија да се приклучи кон ЕУ и кон НАТО. Во овај момент има најмалку 1/3 од пратеничката група на ВМРО ДПМН која има различен став од нивното антизападно, антидемократско и анти-ЕУ политичко раководство. Власта нуди помирување, но тоа во јавноста се протолкува како своевидна амнестија. Како е можно помирување ако се има во предвид заклучокот на Советот на Европската Унија во кој се бара исклучиво целосно истражување за упадот на 27 април во законодавниот дом? Значи, во оваа земја конечно има поделба помеѓу извршната и судската власт. Извршната власт, тоест владата, нема ни можности, ни ингеренции, ни намери да се меша во работата на судската власт. Истрагите, судските процеси, постапките, кои се поврзани со 27 април и со други поранешни злоупотреби на моќта и на позициите на службените овластувања кои што ги тера специјалното јавно обвинителство, се во тек. И тие ќе си терат со својата динамика. Тоа не е поврзано со политичкиот процес на помирување, кој што претходната гарнитура на владење го наметна премногу поделби во нашето општество, кои не се веќе на политичко ниво. Тие се пресликуваат во институциите, ја блокираат работата на собранието, ако им дозволиме да бидат доминантни, и, што е уште полошо, го разјадуваат нашето општество. Ние имаме семејства кои се разделени, имаме пријатели од деца кои биле заедно, заради политички разлики да не разговараат едни со други. Тоа е недозволиво и неприфатливо. Посебно што во нашата држава никогаш немало политички поделби околу заедничките цели. Членство во ЕУ, членство и НАТО. Процесот на помирување значи подавање рака и простување политичко, за да можеме заедно обединети да ги завршиме најважните работи кои се суштински за еднината на нашата држава и на сите едни генерации. Господин Талевски, дали Заев очекува распад на ВМРО ДПМН и на некој начин го поттикнува раздорот на релација Мијалков-Мицковски? Премиерот Заев ниту јавно, ниту тајно не се меша во работата на опозицијата и во нивните внатрешни размислувања и дискусии. Она на што е посветен е имплементирањето на политичките решенија и идеи на владата за да се донесе добробит на граѓаните. Од друга страна, ситуацијата во опозицијата си е нивна внатрешна работа. Проблемите со кои се соочуваат, јас ги гледам и ги толкувам на тој начин, што имате едно раководство кое е антизападно, антидемократско, ги исклучи сите кои што имаја било каква конструктивност или кои што беа спремни да влезат во еден диалог за доброто на еднината на државата, што е класично антидемократско поведение и кој манифестира сериозни анти-ЕУ и анти-НАТО ставови. Ако не се имплементира договорот со Грција, ние немаме шанса да станеме земја членка на ЕУ и на НАТО. Тоа им е јасно на сите. И сега во таква една ситуација не зачудува што таквото поведение на ова антизападно, антидемократско раководство на ВМРО ДПМН им создава проблеми внатре во нивниот корпус на политички актери и чинители. Ти имаат сериозни политички актери кои се против нив и, како што кажав, најмалку 1/3 од пратеничката група застапува ставови или има идеи и ставови кои се различни од ставовите на антизападното и антидемократско раководство. ВМРО ДПМН обвини дека поранешниот директор на ДБК Мијалков потајно соработува или е во дослуг со власта и на некој начин работи во корист на власта во спроведувањето на уставните измени. Тоа се многу несериозни пазарџиски обвинувања. Мислам дека има повик и ќе го снимате Александар Николовски, би било добро него да го прашате дали има докази да го потврди тоа и ако има нека ги презентира или ако не ќе треба да се соочи на суд, то тоа се сериозни обвинувања за лаги и за клевети. Го почнавте процесот на промена на највисокиот правен акт, влегува полека во собранието. Очекувате дека за уставните промени ќе има повторно гласање во кој ќе обезбедите
поддршка и од најголемиот дел од противниците од опозицијската партија? Она што се прави со уставните амандмани е во функција на имплементација на договорот со Грција. Конечно тој проблем кој што траеше 27 години, кој што беше камен околу вратот, да го оставиме позади нас. Сега има процес на консултации за да се даде првиот нацрт предлог, ќе влезе во собраниска процедура, ќе има јавни расправи, ќе има можности да се менуваат тие амандмани, но убедени сме дека постои сериозна политичка поддршка, поголема и од двотретинското мнозинство во собранието, во државата е огромен број, по сите анкети над 80% од граѓаните во Република Македонија кои поддржуваат членство во ЕУ и во НАТО, и сигурни сме дека на крајот процесот ќе биде успешно завршен. Ајде уште малку во однос на уставните промени. Сигурно нема да има обид за пазарење или барањето за амнестија може да биде своевидно добивање на поддршка од опозицијата? Од опозицијските пратеници веќе има 8 кои ги поддржаа во првото, кои го поддржаа отворањето, кои гласаа позитивно на иницијативата на владата за да започнат промените на уставот. Ние очекуваме дека виднина нивниот број ќе се зголемува и ние ги повикуваме сите пратеници да дадат поддршка на процесот и да дадат поддршка да се вклучат, да се вградат конструктивно, бидејќи како што кажав, ова се највисоките цели на државата. Кога ќе го направиме ова, нашето членство во ЕУ и во НАТО станува известно. Ние очекуваме до средина на јануари да го завршиме процесот на уставни измени и веќе од крај на јануари да си фатиме чекор, да го фатиме столчето во НАТО. Ние нема ќе почнеме Република Македонија ќе биде таму застапена, ќе има своји представници, полноправно ќе учествува во работата на НАТО. Од јуни очекуваме да започнеме разговори, односно пристапните да ги отвориме преговори со ЕУ, но сето тоа зависи од имплементацијата на договорот. И веруваме дека сите чинители, повторно сите политички актери, вклучително и многу повеќе пратеници од опозицијата ќе дадат поддршка на тој процес, бидејќи условувањето на тој процес е условување на иднината на нашата држава, на иднината на идните поколенија, на иднината на нашите деца. Никој нема за право заради лични интереси, сите треба да се надминиме себе си. Не можеме личните или партиски интереси да ги ставаме пред интересите на државата, интересите на пошироката заедница. Премиерот Заев денови изјави дека нема да дозволи отворање на Пандорината кутија во контекст на барањата на дел од албанските партии да излезат со свој предлог амандмани. Дали може да ви се случи вашиот коалиционен партнер ДУИ, кој навести или најави, особено вице-премиерот Буер Османи, промена на, односно предлози за уставни амандмани со промена на уставот и тоа да биде цена за нови пазарења во однос на владината коалиција? Значи, иницијативата која што даде владата за промени на уставот е директно поврзана со имплементацијата на договорот со Грција. Уставните амандмани за кои собранието даде позитивен одговор, односно ги изгласа со двотретинско мнозинство, треба да бидат дефинирани во однос на насоките кои што ги предложи владата во овие 4 области кои претходно ги кажав. Вреди да се има диалог со различни чинители, да се слушат различни мислења, но уште еднаш треба да ни биде јасно зошто го правиме ова. Го правиме за да ја гарантираме иднината на државата, за да го обезбедиме Република Македонија од јануари натаму да стане дел од НАТО алијансата и од јуни да ги почнеме пристапните разговори со ЕУ кои што ни гарантираат понатаму членство во Европската унија и подобра иднина. Сите идеи и непотребни предлози кои го не дефокусираат таа јасно утврдена цел, треба да бидат земени во предвид од актерите кои ги дават дека не ни носат нешто добро. Ова е еден критичен момент каде што треба да останеме фокусирани на работите кои што ги правиме и да ги завршиме обврските до крај, за повторно ќе кажам, си обезбедиме подобра иднина за нас сите. Ви благодарам за разговорот. Власта нуди помирување, опозицијата бара амнестија. На тема помирување, ТВ колумна на писателот Митко Гогов.
Овде мораме да нагласиме најпрвен за какво помирување станува збор, затоа што од моја гледна перспектива јас мислам дека ние како секуларна мултиетничка држава живееме еден чекор понапред во тој развој на мултикултуралноста, односно на помирувањето и прифаќањето на различните етикуми и различните религии со кои го делиме ова наше македонско небо. Исто така, меѓу дел од ставовите на публикумот кој се наметна е дали станува збор за помирување или помилување. Доколку станува збор за помирување, повторно ќе нагласам дека овде можеме да поминеме на некое ниво на помирување, секако доколку не се пренабегнат оние правни рамки низ кои треба да поминат сите процеси, сите личности и сите предмети всушност во јавното обвинителство, а доколку зборуваме за помилување, тоа е секако една друга тема која нуди друго време во кое треба да се елаборира. Да не ги осудуваме сите оние кои се дел од процесите, особено е важна презумпцијата од невиност, особено е важно народот да го достигне тоа ниво на воздржување од коментари, особено затоа што ова е надпартиско прашање на некој начин и исто како што беше важно мислењето на народот, како и на политичарите за референдумското прашање, и овде се наметнува истата тежина кога говориме за помирување, затоа што помирување или поддавање взаемно рака на рака е најмалку човечки, а секако и со целосна морална и етичка премисла човекова, но да се застане пред правните процеси, да се одигра онака како што и доликува на секоја држава е исклучително важно, затоа што како следен чекор после помирувањето се преговорите, односно продолжување на процесите со Европската Унија и НАТО. Јас така сакам да ги нагласувам, затоа што сметам дека на нашата држава пред се и е важен економскиот развој, па затоа и економската унија како приоритет, секако и НАТО, но сметам дека овде во нашата држава на некој начин низ годините и низ декадите ни се наметнува таа вештечка националистичка омраза меѓу луѓето, која во суштина и во реалноста не постои, па така како следен чекор би требало да биде и влезот во НАТО, затоа што, како што и кажа и премиерот на Република Македонија, многу е важно процесите кои се започнати во смисла на судските процеси да го завршат нивното рочиште, да се види кој е виновен, кој не е виновен, да нема никаква амнестија на случаите, да има конфискација секако на имотот правниот и од физичките лица кои се дел од процесите, и како што кажав претходно, за јазикот да се борат јазичарите, за историјата да се борат историчарите во контекст на референдумот, а во случајот со помирувањето да се остави на правниците, доколку сакаме да имаме правна држава. Ви благодарам што го следевте и ова издание на Фактор магазин. Пријатна вечер од мене и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Четврток, 19 часот на телевизија 24.